Голем дефект го остави вчера Штип без вода. Пукна една од главните цевки на цевководот кој оди од препумпната станица во населбата Баби до филтер станицата со големина Фи-500. Стануваше збор за голем дефект од големи размери, кај што имавме загуби на вода, на сирова вода, околу 30 литри во секунда. И од самите снимки може да видат граѓаните дека настана голема штета. Количината која синоќ е излегувала од пукнатите цевки е еднаква на дневната потрошувачка на вода во општини како Карбинци, Зрновци или Чешиново Облешево, на пример. Ваков дефект Штип немал од 1998 година, кога исто така пукнала главна цевка. Ваков дефект јавното предпријатие ИСАР и граѓаните град Штип не се имале 20 години. Се предпоставува кога разговаравме со стручните лица во јавното предпријатие ИСАР дека дефектот е настанат од многу ниските температури и било замрзната цевката, самата цевка дошло до замрзнување и со самото отпуштање на неколку места имаше протек и самата цевка испукала. За санација на дефектот се работело до раните утрински часови на минусни температури и под рефлектори. Беше ангажирана целокупната механизација на јавното предпријатие ИСАР, 10 луѓе од водот и канализација, од кои 4 водоинсталатори, кои дадоа максимални напори за да се нормализира состојбата. Ниските температури направија големи проблеми, но последиците од нив веројатно доправа ќе ги чувствуваме. Очекува ли ИСАР нови проблеми во водоводната мрежа како последица на студот? Можда и се и други дефекти, се надевам дека нема да има, тоа не може никој да го каже. Водоснабдувањето веќе се нормализира во горните делови на градот Штип, во горните делови на повисоките подрачја. Некои луѓе се уште немаат вода, меѓутоа постепено ќе дојде бидејќи водата е пуштена во системот максимално од нашата страна. Инаку од ИСАР најостро ги демантираат сите шпекулации дека има рестрикции и намерни исклучувања од водоводниот систем.